12 нови песнички беа представени на детскиот музички фестивал Весели Звончиња, кој што се одржа за прв пат во Прилеп. Ова беше навистина вистинско уживање и преубаво доживување за најмладите пред дочекот на новата година. Весели звончиња сме ние, нема да се крие, слушни како пееме. Звончиња сме ние, ова срце бие, идни звезди ние све. Весели звончиња сме ние, нема да се крие, слушни како пееме. Звончиња сме ние, ова срце бие, идни звезди ние све. Во преполна сала и пред многобројната публика во Центарот за култура Марко Цепенков во Прилеп за прв пат се одржа детскиот музички фестивал Весели Звончиња. На фестивалот беа представени 12 нови композиции, на кои како автор на музиката и текстот се потпишува Гоце Илиевски балада, а аранжманот е на Рубин Димковски. Со еден збор одлично, навистина одлично. Имавме денеска две представи, две преполни сали, така да во глобала сме задоволни. Колку дечиња настапија, колку песнички, колку нови песнички има можност да слушне публика? Така се вкупно 12 песни, 12 хитови, може би не е скромно да речеме, ама тоа се вистински хитови, бидејќи ние уште од самиот старт се трудевме да го вратиме стариот сјај на детските фестивали и во тоа се надаваме дека успеавме, а доказ за тоа е ова преполна публика, два пати денеска, која што даваше огромни аплаузи. Кој се беше вклучен? Видов имаше и дечиња кои што игра, имаше кореографии, имавме и бенд. Да, така имаше и бенд, имаше и кореографии, така да направивме на севкупна целина, се со цел да доловиме, односно да креираме една нова детска фаза во циклусот кој што е наречен Весели Звончиња. Кој ги подготви дечињата? Кој беше кореограф? Тоа е Драган Јанковски, главниот организатор на фестивалот, така да заслугата препишуваме него. Здраво, јас сум Теона Богдановска, имам 12 години и сум многу задоволна од овој фестивал, па се надевам дека следната година ќе бидам присутна на овој фестивал. За која песничка? Јас настапив со песната, не знам што се случило. Дали си се забавуваше вечерва со твоите други? Да, супер беше, одлична атмосферата. Здраво, јас сум Елена Растојчевска. Денеска многу си поминав и пак би сакала да настапам. Денеска настапував со мојата песна Роден ден. Како што кажува твојата крумна Хепи Бирдес, значи настапи со оваа песничка за роден ден. И дали повторно ќе настапиш? Па да. На следното издание? Да. Дали тебе ти се допадна песничката која што ти ја направи Гоце Илиевски балада? Да. Имаме една принцезичка тука, мака убаво да се види на камерата. Како се викаш ти? Марија Талеска. За која песна настапи? Принцеза. Браво, и затоа си облечена во принцеза. Дали ти се допадна твојата песничка која што направи Чичко Гоце? Да. Дали повторно би настапила на вакво фестивалче? И на ова фестивалче во следното издание? Да. Така, ќе настапи, значи сите вие сакате да настапите и следната година. Здраво, ти како се викаш? И јас се викам Теодора Анастовска. И ти пееше вечерва? Да. За која песничка? Ехте имам дома слон. Колку годинки имаш? 5. Браво, и ти ќе прераснеш во убава. Имавме две девојченца по 5 години, така да таа пее песната Слонче, таа е иден надежен талент, значи не забива за уметност, не забива за сцена, така да малецка, ама петка. Да. Ќе биде звезда. Сите се веќе звезди. Тие се звезди, да. Имаме тука две прекрасни девојки кои што се исто облечени. Како беше вашата песничка? Мики го сакаме двете. Вие заедно зборувате. Доста интересно, ти како се викаш? Јас сум Валентина Спасеска, имам 11,5 години и ова ми е четврт пат што настапувам. Јас се викам Милена Дановска и имам 11 години, 11,5 и настапувам за прв пат. За прв пат настапуваш, дали ти се допадна фестивалчето, дали повторно би настапила? Да. Убаво беше? Да. Забавуваше заедно со твоите другари? Да. Ти како се викаш? Јас се викам Андрејанко. А ти беше во улога на водител, како мене, така? Да. И како ти се допадна фестивалчето? Убаво ми се. Заедно со другарчињата? Да, се забавував премногу. А дали кога ќе пораснеш сакаш да бидеш водител или можеби пејач?
Што сакаш повеќе да бидеш? Ми сакал две работи. И водител и пејач. Браво, ти благодарам. Имаме тука уште едно прекрасно девојче, ти како се викаш? Јас сум Дона Јанковска и имам 10 години, настапив со песната Папага. Дали ти се допадна фестивалчето, дали повторно сакаш да настапиш тука? Да. Дали ти се допадна и твојата песничка која што направи Гоце Илиевски балада? Да, покрај тоа што ги сакам животните, да. Се прането во таа песна. Инаку, подготовките и аудициите за следното издание на Весели Звончиња веќе започна. Заинтересираните родители своите деца можат да ги пријават на Facebook профилот на Гоце Илиевски балада или на телефонскиот број 075 911 675. Организаторите се надеваат дека овој фестивал ќе прерасне во традиција и дека од него ќе се родат новите музички звезди на македонската сцена. Veseli zvončinja sme nije